Добар ден! Во оваа е училница на часот по математика за 7 деление ќе ве водам јас, Радмила Гиговска, наставник во Општинското основно училиште Лазо Ангеловски Скопје. Ве поканувам заедно да ја обработиме оваа наставна содржина. Од темата број и решавање проблеми ќе обработиме наставната содржина, собирање и одземање со ментални стратегии. Целите кои што треба да се постигнат овој час се следните. Ученикот да користи аритметички закони и инверзни операции за да се поедностават пресметувањата со цели броеви и децимални броеви. Ученикот да користи аритметички закони, комутативен закон, асоцијативен закон. Ученикот да разбере како познавањето на месната вредност овозможува побрзо да се реши збир или разлика со ментални стратегии. Првата задача е следна. Мајката на Мартина на работа патува најпрво со воз 25 км, а потоа со автобус уште 8 км. Прашањата се следни. Колку километри ќе помине за да стигне до работа? Колку километри ќе помине за да стигне од работа до дома? Во понуденото решение можете да забележите дека собироците си ги замениле своите места, но сепак збирот останува ист. Односно, ако кон собирокот 25 го додадеме собирокот 8, добиваме збир 33, така што одговараме на првото прашање дека мајката на Мартина, за да стигне до работа, треба да измине 33 км. Во вториот дел од понуденото решение, ако кон собирокот 8 го додадеме собирокот 25, го добиваме истиот збир 33, односно, мајката на Мартина, за да стигне од работа до дома, исто така изминува 33 км. Овој пример ни го дефинира комутативниот закон за собирање, кој што гласи: ако собироците си ги заменат местата, збирот останува ист или А плюс Б е еднакво со Б плюс А. Втората задача е следната. Ема купила пенкало за 35 денари, една тетрадка за 23 денари и молив за 15 денари. Прашањето е колку пари потрошила Ема. Можете да забележите дека во оваа задача се дефинирани три вредности чиј што збир е потребен. Почитувани ученици, сега паузирајте видеопрезентацијата и обидете се да ја решите задачата сами, а потоа ќе го разгледаме заедно решението. Еве го сега решението. Првата постапка е запишување на собироците и групирање по редослед, така што ќе почнеме со групирање од лево кон десно. Односно, ако збирот на броевите 35 и 23 го собираме со третиот собирок 15, добиваме дека Ема потрошила вкупно 73 денари. Вториот начин на кој што е одреден крајниот збир е начинот во кој што се дефинирани собироци кои што дефинираат збир полна десетка. Односно, ако ги групираме собироците 35 и 15, а потоа го додадеме собирокот 23, добиваме прв собирок кој што е полна десетка 50 и на тој собирок го додаваме бројот 23. Повторно ќе заклучиме дека збирот е 73, односно Ема во двата случаи на пресметување потрошила иста вредност од 73 денари. Овој пример го дефинира асоцијативниот закон за собирање, кој што гласи: ако собироците ги групираме на различен начин, збирот останува ист. Третиот пример е пример во кој што е дефиниран собирок 0 во случај така што тој ќе биде прв, втор или меѓу зададени собироци. Односно, првата задача е
8 плюс 0, кој што дефинира збир 8. Втората задача 0 плюс 5, што дефинира збир 5. Третата задача 15 плюс 0 плюс 5 еднакво со 15 плюс 5, односно го дефинира збирот 20. Ова ни укажува дека, ако на собирокот додадеме 0, збирот ќе остане ист. Односно, а плюс 0 е еднакво со 0 плюс а е еднакво на а. Во табелата, која што сега ја имате на видеопрезентацијата, се дефинирани комутативниот закон и асоцијативниот закон за математичките операции собирање и одземање. Како што и претходно разгледавме, при собирањето важат и комутативниот и асоцијативниот закон, што ни доведува до заклучок дека редоследот на собироците не го менува збирот. Но при операцијата одземање не важат ниту комутативниот закон, ниту пак асоцијативниот закон, бидејќи намаленикот и намалителот не можат да ги сменат своите места. Тоа е се за денешниот час. Ви благодарам на вниманието.